И се наоѓаме во Дут, каде што Рајко, младинската организација, заврши со низа настаните за 3-годишната програма за културниот фонд на Западен Балкан. Одиме. Рајко или регионална младинска канцеларија за соработка, самото името кажува, работи со млади, со тоа што годинава слави 10 години од своето формирање и значи преку своите програми се стреми да сите проекти кои што ги имплементира или програми, како што и културен фонд, се регионални програми и се имплементираат во локални канцеларии кои што се регионот на Западен Балкан 6, тоа е Македонија, Косово, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија. Програмите им помагат на младите каде што може да се дружат и да ги сватат, да кажем, на некој начин другите. Со имплементација на овие програми доаѓа до, да кажем, тие некои предрасуди што ги имат младите помеѓу себе, да више не ги имат у тој наратив кој што ги имало порано, пошто нели се запознаваат, се дружат заедно, работат на различни проекти, а исто така значи е као една основа за понатамошно, да кажеме, отстапување на младите за градење на едно поодговорно и по-кохезивно општество во Западен Балкан. Повеќето културни настани се сконцентрирани во Скопје. Младинскиот културен фонд навистина во тој поглед ни помогна на нас да излеземе надвор од тој шаблон и да ги мобилизираме младите во нашиот случај од североисточниот регион. Ние успеавме преку нашиот проект кој што беше на тематика на ромскиот геноцид да ја подигнеме свеста преку различни културно-уметнички активности на младите за ова нели битен историски период во Втората светска војна, да им ја доближиме на нивните врсници и тие да бидат повеќе запознаени со се што се има нели случајно. Како младинска организација ние успеавме да ги мобилизираме и маргинализираните заедници, односно младите, кои што немале досега можност да се вклучат во вакви проекти, во вакви иницијативи, да земат активно учество, не само како учесници, туку тие да бидат креатори, да го водат целиот тој процес, така што успеавме заедно со нив да направиме една информативна патувачка изложба на тема на ромскиот геноцид, која што беше организирана во 5 градови во североисточниот регион во нашата земја, исто така и во Србија. Сметам дека ваквиот тип на поддршка, освен што обезбедува средства, обезбедува и услови, видливост и развој на независната културна сцена. Поддршката со ваквиот тип на грантирање представува и исто така еден вид на свест за позицијата на младите автори денеска. Искуството со овој грант на нашата организација и фестивалот и резиденција која што го организираме на некој начин ни покажа дека регионалната соработка не е само на декларативно некое ниво, туку овозможува на луѓето да се сретнат, да ги споделат своите идеи, своите различни пристапи, да научат, да ги умножат значењата за својата професија и да на некој начин заеднички се слушнат и создаваат приказни кои што имаат смисла. Во таквите процеси се креира нова енергија, нов јазик на соработка, чувство дека регионот може да се обедини со креативност, имагинација и заедничка работа.